Напредокот на земјата и отпочнувањето на преговори за членство во Европската Унија во фокусот на разговорите при посетата на еврокомесарот Јоханес Хан. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев информираше за напредокот кој е постигнат во изминатиот период и се она што е реализирано од планот 369, но и плановите кои треба да се реализираат во иднина на патот кон интеграција на земјата кон Европската Унија. Посетата доаѓа во време кога ние правиме процена на нашиот реформски акцијски план 369, кој представува наша траса кон пристапните преговори, истакна Заев. Очекуваме со право Република Македонија да стане дел од стратегијата за проширување на Европската Унија, најавена да биде соопштена во февруари наредната година. Очекуваме да добиеме чиста препорака за влез во Европската Унија и датум за предпристапни преговори на Европската Унија со Република Македонија. Ние ќе испорачеме резултати, затоа што овие реформи пред се за наше добро, но во исто време очекуваме нивно соодветно вреднување од европските институции. Време е во многу блиска иднина да се направи неопходен исчекор и Република Македонија целосно да биде извлечена од долгогодишната криза и со европскиот ветер во грбот, да ја заокружи својата визија за модерна, економски напредна и респектирана држава. Заеднички Република Македонија, државите од регионот и Европската Унија да го зграбиме моментот за доброто на сите граѓани. Постигнавме многу и не сакам да го дадам впечатокот дека Брисел повеќе не ја следи состојбата во земјата. Јас сметам дека мојата мисија ќе биде постигната ако навистина почнеме со преговорите, порача Хан коментирајќи ја причината за доаѓањето во Скопје. Заедно постигнавме многу. Мислам дека неколку пати докажавме дека се залагаме, дека Европската Унија се залага за европската перспектива на вашата земја и не се сомневам дека таквата перспектива може да се постигне и како што го слушна во септември оваа година председателот на Европската комисија, сите земји во регионот имаат европска перспектива и ова создаде нова динамика и врз основа на оваа динамика можеме да сметаме на следното председателство на Европската Унија. Следната земја која ќе го преземе председателството на Европската Унија, Бугарија, со која што многу брзо постигнавте договор за добрососедски односи. Бугарија цврсто се залага за интеграцијата на земјите од Западниот Балкан во Европската Унија. За време на посетата на еврокомесарот покрај политичките средби со вице-премиерот Османи, собранискиот спикер Џафери и лидерите на политичките партии Груевски, Ахмети и Села. Најавени се и средби со представници на граѓанскиот сектор.